за Водици, треба да се дојде во Битоше и да се раскажува. Со месеци не може да се доживее тоа што се чувствува тука. Да му се помолиме на Свети Јован, да ни даде напредија, здравје, среќа и така натаму сите убави работи. Така и се молиме во самите песни, што ги пееме верски, меѓутоа тие се сите наменети на Свети Јован. За празникот Богојавление Водици, битушани успеле да го зачуваат изворниот начин на празнување со сите адети што ја отсликуваат овдешната традиција. А старите адети во модерно време се блиску до атракција. Да ви кажам искрено, во денешно време, во 21. век, во 2025 година, да се успее да се задржи оваков адет, традиционален обичај, е навистина фасцинантно и едноставно бара големи напори и пред се желба и љубов за да може да се одржи, бидејќи современото живење налага нешто друго. Сите нели сме во трка по некои современи технологии, по современ начин на живот, а ова е навистина архаично, не само традиционално, него е баш изворно, така што е со еден збор фасцинантно. На Водици уште рано наутро, битушани се собраа на литургија во црквата Свети Архангел Михаил. Легендата вели дека кога османлиите дошле за да го исламизираат селото, токму овој светец им се појавил како привидение и ги спречил. Затоа жителите му посветиле црква сред село. Да ве спомне Господ Бог по своето царство. Битуш е единственото село во Реканскиот крај, по течението на Радика, што во целост останало христијанско. Во дворот почнаа да пристигнуваат и жените кумстарки, облечени во селски носи, кои се главната специфика на Водици во Битуше. Водиците се женски, се будиме некаде во 5 часот наутро, сите така возбудени заради тоа што го чекаме најубавиот ден да ни дојде Водици. И во куќата имаме околу 5-6 жени, зависно колку сме во домот. Најстарата членка од семејството не припрема, значи сите почнуваме од најмалите па до најголемите и се спремаме за овој голем настан. По литургијата, жителите се подготвија за највозбудливиот чин, положувањето на крстот во осветените води. Поворката тргна од црквата, мина низ подмрзнатите селски сокаци и заврши на Битушка река. Студената речна вода, што вообичаено ја избегнуваме во зима, се верува дека на овој ден ќе им донесе здравје на момчињата што учествуваа во обредот. Ова ми е втора година што скокам по крстот. Прв пат го фаќам. Сакам да кажам да има све љубов, здравје, среќа, дека ние сака младите да продолжиме оваа традиција, во селото да има мир и здравје и Бог се јави. Потоа луѓето се упатија кон куќите на кумовите кои во Битуше се ротираат секоја година и секогаш се по двајца. Водици е среќа да се биде кум на овој ден, бидејќи се рачуна за свет ден. И свети денови се сите тие од 13 до 19 фактички. И секој битушанец го доживува на свој начин, односно на величенствен начин, да речем. Прво ти ќе застанеш последната жена, а после како ќе се редат деца? Внатре веќе беа собрани жените кумстарки кои грижливо уште од деца ја комплетираат својата носија. Таа носија нешто ни е дадена од мајките, делови што ги кога се мажиме, ни ги даваат мајките, а некои делови ни ги даваат свекрвите. Сега тоа е некако многу драгоцено за нас. И секогаш ти го чуваме со големо внимание. Девојчињата немаат уште представа што значи тоа, дека тоа е нашата традиција, дека тоа е опстојот на нашата Македонија, на нашето село Битуше и малку се бунат на почетокот. Меѓутоа потоа, ела спречи ги да не дојдат во орото што го правиме кога одиме према црквата. Таму се упатија пејки песни посветени на Свети Јован Крстител, во кои се спомнуваат и семејствата на кумовите.
Во оваа поворка секоја година учествуваат меѓу 100 и 130 кумстарки. Жените кумстарки со векови зафаќаат централно место во прославата на Водици во Битуше. Облечени во народни носи, пејки уникатни водичарски песни, доаѓаат во селската црква. Јас не можам да ви кажам што се случува на друго место. Само 2 пати во животот сум била настрана од Битуше за децата кога ми се родиле. Инаку ние тука сме секогаш. И многу малку знаеме како е во другите села и во другите места што го слават овој празник. Го исполнија речиси целиот двор, а на овие снимки се само половина од нив. Водичарските песни се специфични по повеќе начини. Прво се раскажува за доаѓањето на Свети Јован на овој ден, потоа се кажуваат сите машки глави кои што се во семејството кои што го имаат крстот, значи од најстариот член на куќата, па се до најмалиот, значи се редат еден по еден се кажуваат, па потоа се спомнува селото, да е здраво, да е силно, да е убаво и така да, значи има повеќе песни кои што го осликуваат цел овој момент кој што ќе се случува денес. Следуваа зурли тапани во Домот на културата. Кумството за Водици се чека со децении и долго останува во сеќавањата на битушани. Тоа се случува еднашка во 50 години. Нашата фамилија Милошевски биле кумови 75-та или 6-та, не знам точно, кога е роден мојот најстар брат. И ние сега го дочекуваме, како возрастни луѓе, имаме и ние своји деца, своји фамилии, кои што се тука секако присутни и пробуваме да пренесеме традицијата. Баш се слави жената како носител на семејството, на куќата уствари. Така да од тука почнува цел ред. Лебовите се месат со крстената вода, што претходно со обред се прави во самиот манастир доле. Се редат невестите, тоа се во наводници ќе го кажам, има и као мал надпревар. Која куќа поише невести ќе има во редот нивни наместени. Колку поише невести, толку ти е побогато семејството. Од црквата со крстовите што секоја година се пренесуваат од куќа во куќа, дома си заминаа новите кумови кај кои ќе се слави до година. Следуваше ручекот дома кај годинешните кумови, каде повторно предност први да седнат на софрата имаа жените кумстарки. Ова е традиција со години, долги години, многу. Порано се прославувало можеби малку поскромно, сега се прославува во вид на свадба. Буквално. Да. Друго, на 19-ти, гледате, последниот ден тоа е, се канат сите на ручек, прво кумстварките, после целото село и сите други гости што се дојдени и пријатели. Според податоците од претходните пописи, најголем број жители во Битуше имало во 1961 година, 581. Според пописот од 2002 година имало најмалку 96. Но на пописот во 2021 година официјалната бројка на жители се зголемила на 161. Уникатното празнување на Водици во Битуше во 2019 година владата го прогласи за културно наследство од исклучително значење.